Окей. Носите нешто да запишете? Не треба. Факултет е ова. Не е ова електрофакултет, ова е друг факултет. Направете си растојание. Ке сработиме 3 работи. Слушај сега за да нема галама. 3 работи. Але знам дека ве предизвикува, не е само топката што предизвикува, и јаженцево. Се што ќе ви дојде се предизвикува. И добро, тоа е добро. 3 работи. Прво ќе сработиме јаженце координација дел. Па ќе сработиме терминологија на кратко и ќе сработиме вежби за флексибилност или стегнување. Примерчиња неколку, а многу повеќе за сите овие работи, за терминологија не многу, за сите овие, за другиве 2 работи, координација и флексибилност, ќе си имаме посебни предавања онлайн. Добра, што значи сега да се запознаеме. Ова е јаженце. Не го ставете околу врат. Јаженцето може да биде во 2 ката, може да биде во 4 ката и така натаму. Ова е терминологија. Значи имате група на луѓе и треба да ги средите терминолошки, да им кажете јаженцето во 4 ката во десна рака. Ајде да видам, можеме? Јаженцето во 4 ката во десна рака. Затоа зборуваме за терминологија, за да може да се објасниме, нели, со луѓето, со групата што ќе ја водите. За поедноставно. Например, сега користиме англосаксонска или англиска терминологија, squats. Ајде направи 3 burpees, направи 7 push-ups. Не, си имаме и ние наша терминологија. Дали се склекови, дали се легни, стани, скокни, burpees, дали е јаженце, значи убаво е да си го гаиме македонскиот јазик. Така, не е поврзано со политика ништо. Ова е јаженце, може да се врти, пробај сите, со една рака, на страна, десна рака, лева, се едно. Пробај часовиве се за пробување. Особено ако тој што води ви каже пробај. Значи се врти нанапред, така, некако, може и како нинчаки да се врти. Може да се врти наназад, така, па може да се врти со една рака, со друга рака. Исто така може да се врти, например, нанапред со поскокнување, пази терминологија, поскокнување 1-1, значи едно поскокнување, едно свртување. Има некој идеја како би изгледало тоа една, било кој. Едно поскокнување, едно свртување. Сакаш да покажи, ајде, неколку пати. Едно подскокнување, едно свртување. Покажи ни сега едно свртување, 2 подскокнување. Остај го сега, знае валјда, не препишува од нези. Слушај мене, едно свртување, 2 подскокнување. Леле, чекај, леле, колку е смешно. Чекај, стој се. Ај, пробај. Ај. Едно свртување, 2 подскокнување. Ова е? Ај уште еднаш, не видов. Добро, ај пробај си пак, нека се смеат они. Пробај си. Знае некој да направи едно свртување, 2 подскокнувања? Значи треба да биде тап, еднаш да помине тап-тап, еднаш да помине тап-тап. Така, добро. Јас ќе покажам, поентата ми беше терминологија. Ако не ја знаеме, тогаш не може да се справиме со работата. Така, едно свртување, 2 подскокнување. Дали ова исто? Дали ова исто со ова? Не работи ве сега, гледаме мене. Не работи. Дали исто со ова? Не. Значи, тоа е таа терминологија што ќе ја сработиме. Ај пробајте си како што знаете. Или едно подскокнување, едно свртување, или со двете. Се едно, на вас оставам. Може да ја отвориш вратата? Добар! Значи, сега ако пробавте едно, може кога зборувам јас да се слушаме, галама е во салава, не се разбира. Ако имате да кажете нешто, кажете. Може? Утре вие ќе водите дечиња. Ќе мора да направите да биде интересно, ама да има и ред во салата, нели? Ај пробајте го сега оноа другоно. Значи, ако пробавте на едниот начин, пробајте на другиот начин. Да не е кратко. Добар. Значи, сега
Ќе покажам уште еднаш и пробајте вие да си најдете слика. Ова е веќе учење на нови моторички движења. Тоа е друга тема. Ама ќе ја сработуваме по полекани часовиве преку јаженце, а теорија ќе си имаме посебна тема. Моторички навики се ново формирани движења, доведени до автоматизам. Значи, ја не сум знаел да возам велосипед, ама сум научил да возам велосипед и тоа е формирана моторичка навика. Ја додека возам велосипед можам да зборувам на телефон, да зборувам со некој до мене што нели вози, гледам дали можам да поминам улица и така натаму, не размислувам на активност. И сега ние малку ќе се поиграме со ова подетално на теорија. Пробајте, сега ќе ви покажам како би требало да изгледа. И некој од вас сакам да ми каже, јас го правам исто тоа. Не дека е најидеално, ама ете, вежбано е многу години. Значи не ги виткам колениците, гледате лесно подскокнувам, гледи рацете што прават, не прават ова. Така, колената не прават. Туку едноставно лесни движења има. Малку амортизирам во колена и тоа е тоа. Стој. Можете да пробате без јаженце. А мислам дека е лесно. Така да пробајте веднаш со јаженце и пробај да мислиш како изгледа телото. И што појавуваш или што покажува со телото. Ајде. Супер, добар. Значи, отприлика сме тука негде, така. Барем ја колку што гледам, ама мислам дека сме окей. Ви правам паузи, приметувате? Затоа што е заморно. Не сме загрејани, ама јаженцето може да биде и дело за гревање. Значи, меѓу другото го користиме и за тоа. Таму имаш една тема, ставивме за гревање. Па разни варијанти ќе обработиме на теорија, ама јаженцето може да се користи за загревање. Со тоа што ако приметувате, правиме 5-6 секунди подскокнување, 10 застани. Инаку не можеш постојано 7-8-10 минути да се загреваш нели со него. Што може да направите друго? Може да пробате да скокаме наназад, например. Ај, да покажаме или знаеме? Ај, пробајте. Било како протнете го јаженцето, нека помине. Добар. Доброволец или доброволка, кој може и позади, и нанапред, и наназад исто. Ајде, дечваке мастика. Сакаш да искочиш на подиум? Беру. Нема проблем, ајде. Како сакаш? Прво напред. Супер, добро. Одлично. Гледај сега позади, ајде. Добро, ќе го прави супер. Само протни го јаженцето. Не ги шири рацете, не ги шири рацете. Стидеше сега, малку трема. Добро, гледај, чекај. Супер. Ај пробај го сега уште еднаш наназад, ќе проба, само земи воздух, џвакаш мастика, на час дециња џвакање мастика може да заголтнат. Пробајте да видите што е различно. Ова е за учење на моторички движења. Гимнастика имавте, тоа се нови моторички движења на справи кога учете. Така само таму требаше и силина, максимална сила и слично. Сега те одморив малку, пробај први наназад и да видиме што е различно. Дојде. Што е различно меѓу назад и напред? Гледајте вие, анализа правиме. Може. Дали треба да има некоја различност? Така, доста, добар. Ај сега напред. Што е различно? Погласно. Не слушам. Не те слушам ништо. Викни! Супер, вртењето со рацете, значи ништо друго нема различно. И сега вие ќе пробате повторно, бидејќи сите направивте супер на напред, сега ќе пробате истото на назад и пробајте да видите кај грешите. Пола од вас грешат. А се е исто, само вртењето е на јаженцето. Благодарам. Ќе ви биде исплатена надокнада за демонстрација. Добар, чекај, а можеш на напред? Ај. Не ги виткај колената, не ги виткај, испружи ги колената, ги. Гледаш, ете го истото на назад пробај. Добар! Мастика. Значи, се уште еднаш ќе покажам. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што
со самата реорганизација на движењето, значи ова е во координација влегува. Со самото реорганизирање на движењето веќе настанува проблем. Зошто? Затоа што ние сме направили еден шаблон за вртење на напред, арно, ама сега доаѓа нешто ново, шок, чекај, вртам на назад. И сега телово се збунува. Сите правите грешка. Ги повеќето од вас, ги виткате колениците, ги ширите рацете. Значи гледај, ако ја ги раширам рацете, кај е јажево? Гледај колку високо треба да скокнам за да помине, така? Значи, ама тоа е нормални постапки при учење на нови моторички движења. И затоа се задаваат тешки задачи, потешки задачи, за да може да направиме, да ја вложиме, да ја повикаме на помош координација. Сте слушнале за способност координација? Моторичка способност координација? Знае некој што е? Тоа. Се мачка на леп 3 пати од сабајле и добар си у координација. Значи, исто на напред, така, исто на назад. Ништо посебно не правам. Значи, не ги ширам рацете. Ги раширам ли рацете, отиде се. Ај пробајте уште еднаш на назад. Ама, чекај. Ми треба да се сконцентрирате. Како да си на надпревар. Секоја прва проба е како да давам, како вика Шамди Бајрам, 120%. Океј, ајде. Не ги виткај колената. Супер е. Не ги виткај, ете го, тоа. Може да ни покажеш? Чекај, може да ни покажеш? Дали може да ни покажеш? Чисто како пример се, супер правиш, една финта правиш, добра. Ајде, гледај. Направи ви на напред и на назад. Врзи ги неколку, ајде. Приметете рацете што прават. Него му е така полесно. Приметувате? Така. Не, например, тоа е екстра движење кое што може да ви прави лимитација кога учите нови движења. И сега вие како даскали ќе треба да во очите, например, овој да каже, чекај, не така и пробај. Размисли само дали ги шириш раце. Не му кажуве ништо. Само натерај го да размисли. Тоа е така еден приод во учење на нови движења. Значи, што може да направиме? Да, може да направиме вртење на назад, ама со 2 подскокнувања. Значи, се ќе задава малку потешки задачи. Секој движење ќе биде ново, најверојатно. Вртиш на назад, стој. Стоп, застани. Ова беше одлично. Колегата на крај. Што направи? Ја додека кажувам, он чека без јаженце. Затвори очи или не затвори и пробува. Значи, мора да имате план за да го решите движењето. Ако немаш план и ја ти кажам, ај пробај го сега ова, например, да си извртиш, чекај се заглавиш. Например, пробај го ова, и така натаму, и ти почнеш да пробуваш. Не може ако не си го правил. Треба да имаш план. Значи, супер си направи план. Тоа сакав да ви го кажам и на вас. Што треба да направиш? Вртам на назад, скокам 2 пати. Аха, чекај, можам да пробам и без јаженце. Ако не е некоја задача, тест, нели, па треба веднаш да го решиш. Ако си сигурен, дури не мора ни да пробуваш. Затварам очи, го вртам во глава, аха, јасно ми е, сега ќе пробам. Пробајте како сакате вие, само да ви го покажувам патот. Задачата беше на назад сега, вие снајдете се. Супер, не ги шири рацете толку. Не ги шири. Добар. Ај покажи ми на напред, црна тренерка. На напред покажи ми. Да, истото на напред. Ајде. Сработи си. Другите може да си работите. Добро, окей. Ако ви јаженцето е најверојатно, ги шириш рацете. Ако ви е долго јаженцето, тоа не кажав. Јажето треба да биде од прилика високо колку под пазуви. И сега ако е повисоко, тога само намоте го околу раце. Добра? Затоа што ако е многу долго, ќе ве тера да ги ширите рацете. Сега некои финеси, нели? Добро, имате идеја за некој друго движење? Кој? Осмица одма? Веднаш ним дајаме осмица? Не, чекај. Ај ке пробаме, не, ќе се замотаме. Ај ке пробаме, например, да забрзаш. Да го вртиш најбрзо на свет колку што можеш. Чекај, не пробувај. Ај да видам дали ќе успеам. Да свири. Океј? Ајде, пробај. Направете си расстојание, дојди понапред.
Ама така ли? Добра, стој. Може и така. Задача да не беше така. Чекај, застани, ке се измориш. Ама може и вака, следно. Значи, земи воздух, не зиме многу. Корона, ова, она. Земи, значи, одмори се. Оваа активност е врзана со скокови. Скокови се во дело. Сега гледај колку ви нафрлам информации. Најверојатно ги знаете. Може би ги знаете, може би не. Ова е врзано со плиометрија. Плиометрија сте слушнале. Тоа е тренинг со скокчиња, ќе ја сработиме во сила. Она многу побарува енергија. И сега кога работиме скокови, значи ние се бориме со земјина тежи, затоа мора да се одмараат луѓето кога работат некоја ваква активност. Покажи ние ќе пробаме ние да ја направиме. Сега последната не брзе толку. Ајде, не брзе. Само со десна одиш на пета или со двете одиш? Чекај, прашај ги дали ја. Прашај дали е јасно. Не. И така 20 минути. Ако ни е јасно, пробајте, ајде да видиме. Може, пробај. Така да ви каже нешто колегата. Добро, до супер. Супер. Значи, приметувате што се случува, ова е најбитното. Кога ќе дојде ново движење, сега малку е галама и се шегуваме и така натаму, ама кога ќе дојде ново движење, што ви треба? Прво концентрација. Зошто? Затоа што ја повикуваш координацијата како моторичка способност на помош. Значи, треба да смислам ред на движења има, кои што се случуваат во глава. Не можеме да ги анализираме сите, ама нашето е дека чекај, правам план, што правам, аха. Некако се разјаснува сликата, ако ми е јасно, пробувам, ако не ми е јасно, не можеш да пробаш. Тоа е целта на обучување на нови движења. А еве едно слично, например. Не знам, може би ќе успеете од прва да го фатите. Гледај, само десна работа. Треба да го погодам. Хоп, 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 хоп. Или, да видите само која нога работи, ќе застанам на линија бела, добро? И така натаму. Дали е јасно прво? На кого му е јасно? Што треба да направи? Слушај, дали е јасно? Што? Супер, уште ова и после работиме терминологија. Ова се вика предножување, приножи. Заножи, приножи, одножи, приножи. Ајде. Дојавме до дело терминологија. Чекај, стој, може? Добар! Движењето поминува од прилика во 4 фази кога се учи до фазата на автоматизација, каде што не размислува си го вработи. И сега првата фаза е, например, он е поинтересен или јас? Првата фаза е дека движењата се груби, нема прецизни движења, употребуваш многу мускулатура, а нема прецизност во движењата. Пробај го ова што го направи. Може да се препознава во првата фаза, ајде. Добро? Добро, значи некако не беше како многу прецизно, ама се прават екстра движења, например колегата имаше така примети. Ова се се добронамерни прикази, не ме сваќате погрешно дека некого избојувам за нешто. И ја утре ќе сгрешам, ќе го излечеме тоа како поука, не како грешка. Например, виткаше колена, тоа го приметив. И сега тоа се прави за да го реши движењето. И тоа не е грешка. Иако не треба така можеби да се изведува и тогаш интервенирате. Му викаш, дали знаеш што се случува со колената? Ја ги виткам многу. И доволно, се е јасно, не мора да му кажете не ги витке колената. Затоа што тоа е студирање, тоа што ви кажав првиот семестар. Ние студираме, сами истражуваме.
сами себе се истражуваме. Чекај, кај грешам? Ако не бива и некој од страна ви каже, знаеш дека ги виткаш колената, не е точно, му викаш. И он те снима и вика ги виткаш. Леле, стварно. Тоа е веќе интервенција на даска. Дали сега ќе одите на настава скијање? Имавте гимнастика, стучели нови движења. Дали инструкторите по скијање ве учат скијање или вие сами учите? Вие сами ќе учите. Они ќе покажат, ама вие треба да го научите. Како што семинарските некои од вас не ги учеа сами, така и овде. Вие сега ќе треба сами да изучите. Значи, они ќе ви покажат, ама не може да ви го стават на сила знаењето. Така? Тоа е една од работите што треба да се расчисти. Добро, ќе работиме и наредна недела со јаженца, вратете ги јаженцава тука и може да се вратите на места. Нешто бе, пази немој компјутерот ми го пукнеш. Направете си растојание, научете се да има растојание. Добро. Океј. Ај вака ќе работиме во две редици за да не се гужваме. Значи, на крајот кога ќе исклучам ќе ви кажам една приказна за чекање авион со визер, кога се лета кон Македонија. Како треба вака да ги чуваш од позади, оните буткаците. Затоа што не знаеме растојание да држим. Половина како што сте на бела линија застани, другите половина на бела линија вама. Не се набивајте еден до друг, нека има растојание. Замисли дека има бела линија, како беше колегата име? Слободно. Супер. Расширете се уште, одрачи, одлично. Чекај да вам барем едниве да се снимаат. Океј. Овие не ги ставаме на видео, пошто не се нашминкани. Сега, оваа команда што требаше, например, да зададам и обично ќе работите во училиште за организација, значи не е ништо страшно, туку организација на час, сте го работеле. Например, збор во една редица на бела линија, така? Сите сте на бела линија. Значи, не ја газете прстите да бидат позади белата линија, може би ќе ви треба да има некој ред и така насаму. Обично кога е збор, рацете не се тука, не се овде, не се во джепови, туку се некако спуштени, би требало да бидат, ова е војничка терминологија се користи, ама не мора да биде толку орнели оштро, би требало да биде, ќе ви покажам, ставо да е спетен, значи да сум петите да се допираат, некако тука да се активен став, значи не е ова. Ова не е активен став. Ова е, пробај направи го, барем сега, не мора никогаш повеќе. Значи ова е активен став, пасивен став е, така, нешто војска, мирно, наместо слободно, значи некој така активен став. Затоа не ги снимам ја нема да кивате до вас кажа. Треба да го изорганизирате редот, например, надесно порамни сте. Не мора да се доближувате многу, надесно порамни се, значи дека доаѓам, секога се редиме, налево порамни се редиме спрема тој што е налево. Па доаѓам, тој е прв, ти би требало да си прв тамо. Па доаѓам до него на една педа. Значи приближи се од прилика да биде дека се порамнувам на лево, вие се порамнувате на лево, така? Вие се порамнувате на лево. Супер, не мора многу да се приближувате, ама чисто да ги знаеме терминологии. Инаку би требало да дојдете еден до друг. Значи еден до друг, затоа што постемкет може би ќе следи некоја нова команда. Сега замисли дека треба да го изорганизираме часов, да дојдеме некако на средина. И сега ние сите бевме во кругче, ама ми треба да биде нешто друго. Например, да бидете во колони, во редици, па да кажем, прва колона, 3 чекори напред и слично. Па што може? Може да одрачиш. Например, одрачи. Одрачи, тоа значи дека правите место да има, колку што може, колку што дозволува салата, да има место околу вас. Значи, внимавај сега, тамо со разбеот ке имаш проблем. Добро. Па, например, може, за сите нека важи еден чекор напред.
за да не се набивате во малите греди тамо. Одлично. Ова е се терминологија. Не мора да правите. Може? Излези напред. Значи, се е терминологија која што ќе ви дадам литература, ќе се консултирате, пробете, научете ја за да знаете. Например, ако ви кажам десна рака предрачи, лева рака задрачи. Што значи тоа? Десна рака предрачи, лева рака задрачи. И така натаму. Со десна рака, со десно колено клек, со десно колено, лева нога во одножи. Тие што работеле од прилика знаат. И се убаво да ги знаете терминологиите за да може да водите час. Прв час ќе ги научите зачињата и после не трошите време на тоа како да го организирате часот. Треба да се подели, например, групата, едни работат полигонче, други работат нешто друго и сега ви треба две групи, сите во еден збор, во едно место, збор, работите и правиш, например, на парови преброј се. И почнувам. Прв, втор, прв, втор, прв, втор, прв, втор. Нека биде, ајде, да не се мешаме сега. Може, на парови преброј се. Како се пребројувам, сум во некој мирен став, би требало, ама и не мора, и кажувам прв, тој другиот слуша прв и вика втор. Добра? Ајде. Не се чеше. Ајде. Ајде. Завршивте? Се преброивте? Абе, се преброија девојчиња во муж. Почнете од овде напред. И кај сакате? Од може и од вамо. Се преброивте? Тој што кажа втор е втор, тој што кажа прв е прв. Знаете кој е кој? Слушај команда. Значи, тој што кажа прв е прв, тој што кажа втор е втор. Добро? Не дека му кажувам на него, него јас сум втор која кажувам. Ај сега. Вторите еден чекор напред. Хоп. Супер. Кој се втори? Епа нема, прави други активности се, не слуша. Добро, врати се назад. Значи, веќе може да се поделиме. Супер. Сега имате една команда која што, например, може да се каже е во две редици престрој се. Сега сте во една редица, така? Значи, во две редици престрој се. Што значи тоа? Од кај сме почнале, кој беше прв кај вас? Тамо. Значи, тој е прв. Овде беше прв тој, така? Вторите одат позади првите. Чекај, он сам. Значи, гледај, ти си прв. Ај, кажи ми прв. Втор. Две редици престрој се. Вториот, чекај. Вториот оди позади првиот. Како? Толку. Сега, јас стојам подалеку и нас го треба да сме, може, на една педа. Ако сме на една педа, значи, во две редици престрој се вториот оди до првиот од лева страна. Хоп. И готово. Може? Врати се назад, една редица. Слушај команда, една редица. Во две редици престрој се. Супер. И сега веќе наликуваме, така? Може да си играме со нешто. Па, например, имаме задача команда надесно. Надесно значи дека се врти за четврт бурек. Четврт бурек или пица и тоа е колку 90 степени. Така. Ако да остани натаму, остани. Имате команда надесно. Надесно. Така. Уште еднаш. Ај уште еднаш надесно. Да се видиме. Добро. Некој заборавил? Наше ли ова? Изгледа не. Немаме други. Фала ти. Ајде, ќе го реши. Оди побргу реши. Значи, кога се вртиме за 90 степени е налево или надесно. Ама ако кажам надесно круг, не цел круг. Тоа е 360. Майкл Джексон. Не. Надесно круг е 180 степени. Ама од прилика се врти, например, хоп, хоп. Добра? Што се завртит? На лево се заврти. Треба надесно. Значи, надесно круг, хоп, хоп. Добро? Океј.
Добро, идеме уште еднаш надесно круг. Врати се во почетна положба, кој што не знам кој каде. Не, остани во две редици. Во две редици, супер. Одиме уште една, сега сакам уште нешто да направиме. Да се поделиме, например, вие во уште 4 редици. И вие во уште 4 редици. Имате идеја? Како? Слушај, погласно. Епа тоа како беше? Ке те прашам на испит. Прв, втор. Прва, втора. Значи, прв, втор, ама само првата редица, а втората слуша. Добро? Може? На парови преброј се. Само првата редица. Ама натаму викни Ѓорѓина да те слушне. Натаму. Се погодивме кој сме? Знаеме кој сме прв, кој втор. Браво. Прва редица, еден чекор напред. Ти си прва редица или втора редица? Добро. Чекај. Требаше да земам табла. И да нацртам. Така. Ај врати се кај што бевте. Дигни рака која е прва редица. Не дигај ти не дигај. Сите други која е прва редица? Што е редица, што е колона? Вие сте сега во две редици или во две колони сте наместени? Дечки, Excel бе, нешто сте работеле Excel. Excel, колони, редици. Кажи. Значи, ова е прва редица. Еве за вас некако не ми се разбудени. Прва редица, втора редица, така. Ова е една колона, ова е втора колона, ова е трета колона. И сега, прва редица за сите важи, инаку требаше ве донесам вамо. Прва редица еден чекор напред. Со интеграл требаше да го решиме. И сега, треба да се поделиме во 4 редици. Се поделивме прв, втор, така? И сега кажам, во 4 редици престрој се е командата, што треба да направи вториот? Секој што е втор. Ама во истиот ред. Значи, тој што е прв, во истиот ред. Значи, нема позади дојдете некој тој што ти е во својот ред. Ајде да видам. Во 4 редици престрој се. Значи, вешија, врати се назад. Супер бевте, врати се назад и сега полека ќе им демонстрирате како треба да се придвижи. Врати се назад. Многу полека. Има она Windows for... Значи, полека. Сконцентрирајте се, ништо страшно нема. Гледајте што ќе направат и пробајте да разберем. Важи. Ај уште еднаш. Кој се втори, нека дигнат рака. Кој беа втори? Првата редица, нека каже кој се втори. Тој ми рака. Значи, гледај кој се втори. Не вие, он. Во 4 редици престрој се полека. Ајде, гледај ги вторите што прават. Гледај што прават вторите. Оп, позади првите, магија прават. Океј. Чекај, не пробуе ништо. Сигурни сте? Држете среќа. Од прва да успеат. Чекај. Не може вие да почнете од тамо, треба да почнат овие. Значи ако овие беа први, овие се втор, најверојатно ќе си останеш тамо, вашата колона. Значи вторите одат позади првите. Спремни? Во 4 редици престрој се. Не мрдај, не попуштај ништо. Добро, окей. Ајде, за домашна. Семинарска работа на тема престројување. Може и Google Translate.
овој пат. Само да ја средиме домашната. Како и да е, дечки, поентата е тоа, дека треба вторите позади првите и слично. Може да се вратат, например, сега ако се вратиме во две редици престрој се, како беше? Во две редици престрој се. Супер, не работи ви ништо. Во една редица престрој се, добри сме, да, зависи кај сме. Обично треба на бела линија да бидеме, ама тоа е тоа. Одиме уште еднаш. Ајде, ми треба во 4 да бидеме. Значи, во две редици престрој се. Супер, во 4 редици престрој се. Океј. Значи, сега ова се колони. Така, ако кажам налево, вие само гледайте, налево, сега ова се редици, така, а ова се колони. И така натаму. Пробајте вие во 4 и, например, ајде надесно, супер. Прва редица 3 чекори напред, втора редица 2 чекори напред, трета редица 1 чекор напред. Исто и кај вас дојдете некако на средина. Добар, супер, окей. Одлично. Тамам. Работиме терминологија. Се уште. Многу кратко, само демонстративно и после заврти се кон мене. Значи може да биде, направете си растојание тамо, нека биде, значи излези, жолта мајца излези позади да има растојание, одрачи да биде меѓу вас и така натаму. Добро, значи може да бидат вртењата, ако ова беше на десно, може да биде полудесно, така. Па, например, пробајте сите полудесно да се завртите. За да може да ме гледате. Добар, имаме ставови, ќе ме изеде со сачевли. Имаме ставови со испружени нозе. Ставови со испружени нозе. Тоа значи што, пардон? Дека не ги ситкувам колената. Океј. Имам ставови со испружени нозе, предножи. Предножи. Ова е една група цела, ќе ја кажам. Приножи. Заножи. Заножи. Не е заножување, туку заножи. Одножи. Па може со десната да биде, со левата нога да биде, например, предножи внатре. Океј. Предножи, предножи, ама внатре. Предножи, ама надвор. Разбирате? Значи тоа е некои 45 степена. Сега ќе имате орејтанци најверојатно. Па ќе треба да ви објаснат, втора, трета година, па ќе кажеш во ритам треба да изведеш некое движење, ќе те каже предножи напред десно и после тоа кругови со рацете. И тоа треба да биде во некој, дали ова или не, чисто ви кажувам терминологијата дека треба да се употребува. И сега имаме, например, ова се ставови кои што тежината останува на ногата. Добро? Имаме ставови кои што се исчекорни ставови, каде што тежината ја пренесувате над ногата која што исчекорува или која што мрда. Во овој случај оваа нога помрднуваше, ама тежината е на оваа нога останува. Па, например, пробај исчекор со десна. Гледај, хоп, и тежината ми оди на таа нога што исчекорува, а позади ми останува ногата да допира само. Добро, имате отчекор, така, исчекор на страна, па имате исчекор назад со лева. Исчекор назад со лева. Океј, после имате, ова се исчекорни ставови. Има чекорни ставови. Чекорни ставови се каде што тежината е постојано на двете стопала. Па, например, предчекор со десна. Хоп, тежината е на двете нозе. Добро. Отчекор со десна. Хоп. Па имате расчекорен став, најчесто ќе го користите. Мал расчекорен став, хоп, вика. Значи, ако има хоп, секојаш е скок. Мал расчекорен став, хоп, так. Голем расчекорен став и така натаму. Расчекорен став со десна нога напред. Хоп. Добро. Имаше токму ножни ставови, не ги кажавме, кои што беа со, например, рамен, мерен, океј, сега, спетен, не мора вака да покажувате и вие, ја покажувам, распетен, имаше сраз по 90 степени, пардон, ова беше рамен, се извинувам, ова е рамен, значи на бела линија, ако застанем, ова е рамен. А ова е токмо ножен став. Добро. Па после це имаме тотално друга група на ставови, кои што се ставови со свиткани нозе. Па тука е чучањ. Знаете што е чучнување? Ај чучни, нека покажи ли една што е чучање. Чучни остани.
Добро. Па може да биде различно, стани, па може да биде получучнување, може да биде чучнување. Или full squat, или потполно чучнување. Па може да биде, што е клек, покаже едно од колешките. Кога колениците го допираат пода, ама тоа се ставови приземни положби. Значи овде имаме ставови со свиткани нозе, чучањ, получучањ, добро. Имаме клек да изгледа дека беше тука. Па после имаме приземни положби, се седење. Што е седење? Ај седни. Покажи седење. Чисто демонстративно. Оке, остани како што беше. Остани така. Например, ова не е седење. Ова е само пример, нели? Ова е седење со опирање на рацете позади. Значи се си има опис, терминологија како можете движењето да го опишете. И нозете и колената се свиткани. Така. Ај сега како ќе биде седење со рацете во опирање напред. Супер, одлично. Тоа е тоа. Имате сега да не легнуваме долу, нели? Имате лежење на грб, лежење на гради, лежење на страна. Со рацете во узрачи, одрачи, прирачи и така натаму. Стани. Голема група на движења се ставови значи со рацете, па имате предрачи, па имаш одрачи, па може дланките да бидат кон напред, прстите не се вака, туку се собрани, пример, за да покаже тубо. Иначе замисли ако викам предрачи, ајде сега на еден иде на узрачи, иде на задрачи. Како ќе покажете, така и децата ќе покажат исто. Значи јас ако направив некоја грешка, па не знам дека е ова споен став, и го кажав токму ножен, тогаш и вие ќе го научите така. Значи, пример, на почетна положба, десна рака во узрачи, не работи, само размисли. Лева рака во задрачи. На еден узрачи, не го кажа, узрачи. Узрачи. Предрачи, пред. Задрачи. Од, како што е од чекори, од рачи. Одрачи со двете раце, одрачи со десна рака за мене. Така. А после имаш вежба. Вежба за загревање. Десна рака во узрачи, лева рака во задрачи. На 1 и на 2 работиш зибови, зипе или цимања, српска терминологија. На 3 и на 4 обратно. Ама пак кажав, не вака. Значи, пробај колку што си висок, испружи ги, тоа ми треба, собери ги прстите. Имајте контрола на вашето движење. Добро? Спремни. 3, 4, слушаш ритам. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Добро. Значи, каква команда ќе задавате, такво ќе биде движењето. Брзо, споро и така натаму. Ако се мала мускулна група, може да работите брзо загревање, ако не се, може да работите и по-спори движења и така натаму. Голема терминолошка група се вежбите кои што се со движење на нозе исто така. Не, труп не го кажавме. Труп, движење во трупа, имаш предклон. Предклон. Така. Имаш длабок предклон. Скроз до долу. Па имаш затклон. Имаш отклон. Ама не вака. Него отклон на десно, отклон на лево. Па имаш засук. Бркови се сукаат, така, за да ви текне. Засук. Значи, мало расчекорен став. Хоп. Засук на лево. По која оска е ова? Вертикална оска. Засук на лево. Врати се во почетна положба, засук во десно. Има задача, например, вежба за загревање. Голем расчекорен став. Хоп. Ова не е расчекорен став. Ова е расчекорен став. Хоп. Рацете во одрачи, дланките кон напред, не кон горе, напред. На 1 и на 2 засук во лево, на 3 и на 4 засук во десно. Спремни? Јас кажам. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. Супер. Значи, ако вака ги наместите, можете и загревање да направите. Не мора да биде во круг, може и вака, може и во круг, може да биде со помош на некои справички, ама битно е да ја знаеме терминологијата, 5 минути имате загревање, имате час да држите. 35 минути, после уште 5 да ги смирите, од прилика така се водат часовите. Истото се случува со главата. Предклон, задклон, засук, ротација, движења, например, странични кругови со десна рака. Странични кругови. Челни кругови со лева рака кон горе. Оп, челно, значи во оваа линија што е, во чел. Добро, движење со нозе, ако ова беше предножи, ова е предножување. Значи високо, некако, може да биде ниско, не, битно е дека не допираш. Океј, па може да биде предножување, високо, одножување, не допирам. И така натаму. Предножи со десна, предножување со десна нога, свиена во колена. Супер. На 1 испржи колено, на 2 почетна положба. 1, 2. Значи, ова е почетна положба. Испржи колено, врати колено. Игра на зборови. Океј. Ај сега овој другиот, третиот дел, за да го завршим, имаме 7 минути. Ќе ви демонстрирам што значат некои вежби за флексибилност, а ќе ги сработиме повеќе на теоретски час. Затоа може да се завртите сите кон тој зид, седми долу, ви треба од тамо двајца донесете еден душек, може да се повлечете малку позади. Ви треба душек и ќе направиме една демонстрација, овде направете простор, може и во круг да застанете, се едно, стави го душекот на средина. Топ, ќе ми требате најверојатно двајцата. Има ли некој кој што се другари, пријатели и се дружат постојано и се не внимаваат на корона? Вие двајца? Одлично. Значи, гледај, флексибилност ќе ја сработиме во на теорија, али генерално ќе добиете повеќе информации. Сега само прикажат на вежби за да не биде да мастам тамо на Zoom и да се објаснуваме, ма да имам и за тамо спремено некои вежби. Што представува флексибилноста? Флексибилноста представува можност на деловите од телото да покажат голема амплитуда. Значи, длабок предклон тест имавме, не го сработивме. Длабок предклон тест значи дека јас треба, за да ги проверам колкава ми е флексибилноста во задниот дел од мускулите, да пробам со исправени нозе да допрам колку што можам долу, и имаше норма за машки 8 см под нивото, кај што гази, за девојчиња 9 см на ваша возраст. Гимнастичарки можат повеќе, така натаму. Значи, се проверува амплитудата во зглобовите колкава е. Ќе објасниме на индиректен, директен метод се проценува и така натаму. Но сега, постојат вежби за флексибилност кои што може да ја подобрат флексибилноста. Ако не ви се слуша, можете да дојдете поблиску. Како ви одговара, се едно. Какви вежби постојат? Постојат вежби кои што се активни и вежби кои што се пасивни. И сега, например, седни. Стани и ќе ти кажам. И сега, активна вежба е, доколку ја, например, пробувам да истегнам, да, нека биде, ајде, јас ќе покажам во стоење. Активна вежба е, може мене ме гледате? Оставете ги. Активна вежба е доколку ја со мојата мускулатура пробувам да ја истегнам мојата мускулатура. Ова ви е испитно прашање. Кои вежби за флексибилност се активни вежби, кои се пасивни? Значи, јас со мојата мускулатура сега ќе употребам раце и ќе пробам да истегнам моја мускулатура. Добро? Дали е јасно ова? Како ќе ја направите биде пасивно? Значи, ова исто можам да го направам во седење, така? Седнувам, пробај, седнувај, повлечи, фати долу листови, супер, повлечи, значи, не цимај, само ти кажав повлечи. Добро? Со овие мускули ги истегнува мускулите од задната регија. Тамо што доаѓа, трицепс солеус, ако ги истегнува, нели, истопалата, бицепс феморис, глутеална мускулатура, еректор спинае и така натаму. Многу мускули ги пробува да ги истегне. Сега, за да го направи ова пасивно, значи он јаде чоколада и некоја друга сила да го истегне. Застануваш позади него,
под плешките, не од озгора, под плешките, така. Ако го стисне од озгора, нема да го истегне. И полека се договарате, бутни го на напред, олабави ги рацете, олабави ги долу рацете, олабави ги. Значи, треба да е релаксиран. Може сега колената да не му се виткаат и така натаму. Значи, поентата е дека треба надворешна сила да учествува за да вежбата биде пасивна. Пасивна е за тој што работи. Така. Како беше активна? Кога он со својата мускулатура работи. Окей. Сега, може да замислите, например, пасивни, активни вежби за која мускулатура, како може, легни позади. Стани, легни, супер. Како ќе направиме истегнување, например, активно на задна ложа. Фати сам, нога, супер, истегни, да не го виткаш коленото, потегни, потегни. Ова е активно или пасивно? Активно. Како ќе направиме да биде пасивно? Легни, пази се, да, супер. Со тоа што овде има една финта, например, колку што он бутка повеќе, буткаш, приметува коленото ќе му се дигне. Он треба да е релаксиран долу. Да, ама немој да го скршиш коленото, да него полека, можеш и со твое колено меко да биде, да има ефект. Добар? Другиот концепт е, може, значи, на секоја мускулна група може да се аплицира истото. Активна или некој друг да стиска да биде пасивна. Така. Сега, што е динамичка, што е статичка? Точно, само ќе викнеш погласно. Професори ќе бидете, гледај, викам, за да се слушнеме. Значи, ова е каква вежба? А ако правам ова, сте положиле толку. Овој дел, има уште 30 други теми. Сега, што е битно интересно, е да, како ќе ја направите вежбава да биде пасивна, значи ова што го работеше колегата, пасивна, а динамичка. Ќе го цима, ќе земеш и ќе го цимаш. Ајде, ова бави се. Тој долу треба, и тој концепт ќе ви го објаснам. Значи, да, само покажи ни дека оди со и се договараш 1, 2, 3 и така натаму. Добар. Доста. Како ќе направиш таа другата да биде пасивна, а динамичка? Така. Супер. Работи со цимање. Добра. Истото важи за сите мускулни групи. Значи, како ќе направам јас ова истава вежба да биде сега што ја работеше колегата, да биде динамичка, ама активна. Така? Тогаш имам истегнување. Динамичка е, активна и сам истегнувам. Јасен е концептот. Сега, кои се подобри вежби? Тоа е следно прашање. За да добиете 6, иначе вие сте положили, ама 6 немате. За треба 6 да добиете. Кои вежби се подобри? Динамички или статички? Од што зависи? Чекај, слушај. Добро, има логика. Ама кои се подобри вежби за подобрување на флексибилност? Треба некој да добие, например, фудбалери, не може да добие некој од нив. Професионалци не. Може многу повеќе, ама некој може да тука и сега треба да направи подобра флексибилност. Каква вежба ќе му дадете? Некој да не знае, тука си негде близко. Статичка или динамичка? Добра, ајде да скратам. Подобри се, за подобрување на флексибилност се подобри статичките вежби. Со задржување, не со цимање. Зошто? Ке го образложиме на теорија. Затоа што се анулира стреч рефлексот. Значи, јас кога правам, хоп, има внатре едни мали muscle spindles кои што викаат, овој ќе ме истегне, контрахирај, так, болкам, и не може да ми дозволи да направам големо движење. Океј? И ја повторно идам следното и тие пак малите викаат, овој пак, контрахирај, болка, вараќа, тоа се многу брзи процеси кои што дадат. Значи, поаферентни и поаферентни нерви. Значи, надолну од централниот нервен систем кон мускулите и од мускулите назад. Во дел од секунда се примаат информациите и вие реагирате. Нели? Како вика Рингла, ставаш рака и тој што има рефлекси како мртов конј, изгоре прстот. А тој што знае што има добри рефлекси, ја примил информацијата, ја преработил и враќа назад и прави контракција. Истото и овде, значи ја правам цимање и тие малите muscle spindles викаат не. И ако некој вика не, дали можеш ти да го достигнеш максимумот во амплитудата? Не можеш. И сега затоа ќе пробаме. Како што сте во седење, например,
за да го осетиме ефектот, како да го анулираме тој момент, може да се седнеш, момент на muscle spindles, ќе направиме што? Ќе пробате да достигнете вашата максимална амплитуда со испружени коленици, чекај не почнувај, да задржиш, мора да има болка. Ама, пази, не сме да има јака болка, треба да задржиш 30 секунди. Значи, вие ќе се наштимате да ја наместите болката, да има болка, внимавај, значи не треба да има голема болка, ама тоа е истегнување, нели? Јас сега веќе почнувам, чувствувам некоја болка, не можам да одам понатаму, се грчат мускулите и тука задржувам. И целта е да задржите додека јас бројам. Тоа ќе биде 20, 25 ќе стасам. Кога ќе кажам 25, ја ќе бројам по моје темпо. Кога кажам 25, тогаш ќе пробате уште малце на напред одите. Али претходно ми треба што? Да задржите докаде што можете и тука да држите. Океј, без разлика што се случува, не пробувај да одиш на напред. Јасно? Може? Спремни? Пробуваш. 3, 4, хоп, држиш, стискаш, не цимаш, само задржи. Задржи бе, не го гледај колегата, не препишувай, не ме гледај мене. Затвори очи, задржи. И држиш, влечеш и тука си негде. Треба да има болка. И сега ја бројам, нели, 5, 6, 7, 8, 9. Пробај да ги ставиш рацете под нозе и да повлечеш, така. Не ги гледаш другите, само за себе работиш. 12, 13, 14, 17, 18, држиш уште, 19, реков на 25, кога ќе дојдеме, ќе пробаме уште малку напред, уште не сме дошли до 25. Зошто пробувате? Не пробувај, држиш уште. 27, 22, 23, 24. Ај сега пробај дали можеш да отидеш уште малку напред. И задржи 2 до 5. Ќе бројам 3, 4, 5, доста. Би требало да почувствувавте, се примети ке повеќето од вас. Значи, дали на почетокот дојдовте до максималната амплитуда? Па зошто не дојдовте? Ви побарав да дојдете. А, да. Те ова се вика шизофренија, или да или не знам што е. Како ти одговара така, кажеш? Значи, задачата беше да пробаме до максималната амплитуда. И сега нешто лимитира. Најверојатно тоа осетите. Дали успеавте после 25-та секунда да отидете уште малку подолу? Тоа е тој ефект што се постигнува кај вежбите кои што се статички за флексибилност, затоа што тогаш ги лажеме тие малите мускулчиња, се викаат muscle spindles, и им викаме, правиме договор со нив. Слушај, нема да те истегнам многу, не зезе, попушти уште малце, се е окей. Добро, и они викаат, добро бе, ќе попуштам уште малку. И можеш уште малку да отидеш натаму. Тоа е тој максимум што го баравме ке тестовите, ви текнува до отказ. И се тука, ама ова треба исто да го знаете. Сега тренерите може да го знаат и другите кои што немаат факултет и слично, може би не знаат дека е заради muscle spindles, ама по физиологија ќе ги учите овие моменти. И кога ќе влезеш, како што ви кажа, во сала или некаде каде што треба да се представиш и да кажеш знам или не знам, кога ќе кажеш работите зошто се такви, ќе ги објасниш, ќе дојдат ќе ти кажат окей, 3000 евра плата, бујрум, почнеш од утре, ако си добар, овертајм ќе зајдем уште 4000 и така натаму. Дај Боже да ви се оствари ова со овој стандард сега во Македонија. Ќе бидеме пресредни сите. Ако правиш вежби со активни вежби, никогаш не можеш да отидеш толку, со толкава амплитуда, колку што ќе можеш со вежбиве кои што се статички. Океј? И сега, што и која вежба оди пред загревање за загревање? Ајде, ќе го ставиме за на теорија. Имате идеја? Дали динамичките одат пред загревање или после загревање, или на крај на тренинг, или на крај на час, или статичките одат на почеток, или на крај? Чекај, најгласно. Статички вика? Статички на крај, а динамички на почеток. Зошто? Може, се сложи, ама зошто? Загревање, загревање. Што, па сега нели се истегнуваме? Добро, да, другите мускули работат за загревање, ама кога се работиме за истегнување, што се случува со статичките вежби? Јога. Така? И сега да не глумам.
Значи, тие се статичките вежби се за опуштање. И они прават да нема фреквенција во мускулите ако ги ставиме на осцилоскоп. Значи, ставаш електромиографија. Електромиограф. Електро, скенирање, граф на мускулот. И вика има амплитуда. Хоп, 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 работат мускулите. Ама вика, не работат. Релаксирање. И сега, ќе ги ставиме статичките на почеток, кога ни треба загревање, или ќе ги ставиме на крај за опуштање? Часот заврши, ви благодарам. Имате прашање некој? Шеска, до 5:30 сме. Да, може вратно. Ако имате прашање, кажете.